10 девојки го придружуваат највеликиот вторник кој носат победа на неподмитливиот Господар. Во светиот и велики вторник правиме спомен на параболата за 10 девојки, зашто Господ, искачувајќи се во Ерусалим, за да пострада во него, им кажува на своите ученици вакви параболи. Затоа што овие параболи, вели он, се однесуваат и на евреите. Всушност, он ја раскажува параболата за 10 девојки, за да обрне внимание на милосрдието, а истовремено ги поучува сите да бидат подготвени пред крајот, бидејќи за девството он им зборувал повеќе пати како и за евнусите. Светото Евангелие ја предлага оваа парабола со цел некој, практикувајќи ја оваа добродетел, да не ги занемари другите, а особено милосрдието со која се просветлува светјата на девството. 5 од нив ги именува мудри, затоа што на девството тие му го придодале и изобилното масло на милосрдието, а 5 луди кои исто така го имаат девството, но го немаат милосрдието елеот. Затоа неразумните девојки, иако го имаа поголемиот дел, го занемарија она помалото, па поради тоа во ништо не се разликуваа од блудниците. Ако овие последниве блудниците грешеа со телото, оние таму грешеа со нивното богатство. Бидејќи ноќта на овој живот изминува, сите девојки заспале, односно умреле, бидејќи овде сонот ја означува смрт. Додека тие спиеа среде ноќта, се слушна повик и оние што имаа доволно масло, кога се отворија вратите, влегоа со младоженецот, додека неразумните кои немаа доволно масло, го бараа во мракот. Мудрите, иако сакаа да им дадат од своето, не можеа и пред влегувањето на младоженецот им рекоа: ова нема да биде доволно за вас и за нас, затоа одете кај продавачите, односно кај бедните, за да си купите. Но тоа по смртта не е возможно. Тоа го покажува и расказот за Лазара и за богаташот, кога Авраам вели дека не е можно да се мине од едната страна на другата. Но лудите девојки, кога дојдоа непросветлени, без запалени свеќи, тропајки на вратата, викаа вака: Господару, Господару, отвори ни. А самиот Господ им го дава овој страшен одговор: одете си, не ве познавам. Како можете да го пресретнете младоженецот без дарот, односно без милосрдието? Ете зошто оваа парабола за 10 девојки е поместена овде од страна на нашите богоносни оци, за да не поучат секогаш да бидеме будни, подготвени, да го пресретнеме вистинскиот младоженец со добри дела, а најмногу со милостињата, бидејќи не го знаеме ни денот, ни часот на крајот. Треба да го зачуваме милосрдието, чистотата како Јосиф, но треба нашата смоква секоја година да раѓа духовни плодови. Оној што ја практикува ова единствена и голема добродетел, а ги занемарува другите, особено милосрдието, не влегува со Христа во вечниот покој, туку се враќа назад посрамотен. Ништо не е потажно и посрамно девство лишено од овие добра.
О Христе, младоженецу, на нашите души, бройне меѓу мудрите девојки и придружи кон Твоето избрано стадо,